До крајот на месецов треба да има нов тарифник за струјата, како и нова цена за потрошувачите. Додека се крчкаат измените од регулаторна, соопштија дека промени ќе има и кај парното, а сосема е известно дека БЕК од октомври нема да ги топли Скопје. Во услови кога цените на горивата растат на дневно ниво, а огревното дрво е поскапено за околу 20%, гасот станува недостапен поради случувањата во Украина, се наметнуваат прашањата како граѓаните треба да се подготват за зимата, на што треба најмногу да се штеди, кој и какво грејење ќе биде оптимално, но и дали може владата да го заштити населението од енормните поскапувања и се поскапата храна. Земјава е пред ново поскапување на електричната енергија. 30-годишното недоволно инвестирање во електроенергетскиот систем во државата во услови на глобална енергетска криза се заканува да предизвика нов удар и товар по джебот на граѓаните. Втор пат оваа година за помалку од 6 месеци струјата ќе поскапува. Новиот тарифник се уште не е официјален, но на веб страната на регулаторна комисија веќе има калкулатор како да ги пресметате новите цени. Професорот по енергетика Константин Димитров вели дека колку и да се штеди, тешко ќе може да се избегне поскапата тарифа. Електричната енергија и потребата за затоплување на домовите во зимскиот период не е луксус, него тоа е животна потреба. Значи, еден од битните елементи да се преживее и барем нормално да се живее и при малку полоши, може би услови и се. Тоа ќе го погоди домашниот буџет нормално. Проблемот е не е во високите цени, него е во ниските плати. И така да домаќинствата ќе морат да издвојат средства да ги задоволат овие потреби, а да ги намалат потребите за нешто друго. Може би за покомотен живот, за нешто да купат облека и повеќе, ќе ги дадат сега за енергија, електрична и топлинска. Како што прашавте, сигурно дека веќе ако одземе на лиценцата на БЕК за очекување со најголема веројатност дека електростопанство на Македонија, кое што досега управуваше, раководеше во кризна состојба, ќе превземе таа задача. И проблемот со Скопското акционерско друштво, кое што беше формирано од претходниот градоначелник Шилегов, или ќе се згасне, или пак електростопанство не му е проблем, 30 луѓе дополнително да ги вработи во неговиот тим од колку се веќе во електростопанство, над 3.500-4.000 вработени, нема да почувствуват. Но цената на топлинската енергија исто така ќе се зголеми знатно. Професорот од Машинскиот факултет Ристо Цицонков, анализирајќи ги предложените блок тарифи за одредување на цената на струјата, посочува дека тие нема да ги решат бројните наталожени проблеми во енергетскиот сектор, туку колку толку да ги испеглаат разликите. Не сме енергијата да биде луксус, меѓутоа односот на корисниците треба да биде таков како да е стварно луксусот. И денеска дојдовме до еден момент кај што енергијата е многу важна, а има опасност да ја снема или да стане премногу скапа. За оваа тема треба долго да зборувам. Има прво поврзана со минатото. Значи енергетскиот развој на Република Македонија беше многу подобар пред 40-50 години отколку што е сега. На секој 5 години, например, во државата се прави стратегија за енергетски развој. На секој 5 години. И таму има предвидено што да се гради, во кој период, колку ќе чини. Јас не се слагам 100% со тие стратегии што веат тогаш, меѓутоа таму има корисни документи. И ако државата се држеше до таа стратегија, сега ситуацијата ќе беше многу подобра. Еве како пример ќе кажам за хидроцентралата Чебрен и Галиште исто така. Тие се предвидени во секоја стратегија за енергетика веќе 30 години, а не е почнато да се гради се уште. Значи, таа хидроцентрала да беше изградена, ќе беше многу полесна денес. Според експертот за енергетика Димитров, има неколку причини кои допринеле за доцно интервенирање на државата со тарифите за струја. Повторно ќе кажам, основниот проблем е што ние не произведуваме домашна електрична енергија, што не вложувавме во изградба на такви капацитети и што на време не предвидовме
И не дозволивме со законската регулатива граѓаните со собствени средства да учествуваат да си ги намалат трошоците. Ако пред 2-3 години, кога се донесуваше правилникот за обновливи извори на енергија, да се дозволеше граѓаните да постават на своите домови сончеви фотоволтажни колектори, тие дел од своите потреби ќе ги задоволеа за себе, нивниот буџет домашен немаше да трпи такви удари, дури ќе помогне на државата да не мора да се увезува по такви ненормално високи цени, она што не е способно да го произведе електростопанството на Македонија. Професорот Цицонков прецизно објаснува како граѓаните да заштитат на електрична енергија. Македонија е сиромашна со енергетски извори, освен јаглен кој што не е квалитетен и тој веќе е при крај. Нема нафта, нема газ, така што навистина погодени сме во оваа ситуација и треба да се штеди некако, да се намали потрошувачката. Тука исто така можам долго да зборувам за ова штедење. Јас напишав една книга со совети 130 начини како се заштеди енергијата, но прво што треба да се направи објектите, куќите, зградите и така натаму термички да се изолираат. Токму сакав тоа да ве прашам, професоре, како најлесно и најбрзорочно може за граѓаните да се заштитат со штедење од поскапувањето на струјата? Кои се чекорите кои што треба да ги направат во помош со државата, меѓутоа и со оние средства кои што располагаат? Добро, значи реков ова е широка тема и мерките за штедење може да бидат бесплатни, може да чинат многу. Јас се кажав за термичка изолација, тоа е веќе по инвестиција што чини повеќе. Меѓутоа, менување на навики при користење на апарати и други што трошат енергија, тоа е бесплатно. Зависи од на која тема да зборуваме. Но термичка изолација треба подитно да се прави и веќе Македонија има приспособено својата регулатива според европските закони, каде што сите градежни објекти треба да бидат термички изолирани. Значи, има, да се вика, директива за енергетска карактеристика на зградите и таа е целосно усогласена во Македонија, целосно со европската. Меѓутоа, во самото спроведување на тие планови, тука веќе заостануваме. Слично како и Цицонков и Димитров, посочува корисни совети како рационално енергијата да ја трошат граѓаните. Ако порано сме греели 4 соби, ќе се вратиме на примитивно загревање во една или две простории. Ако сакаме, бидејќи тоа веќе штедење, не е енергетска ефикасност. Спомнав, за енергетска ефикасност треба пари. Тие пари, ако ги земеш, треба да ги вратиш, а ќе се влоши состојбата економска заради поскапувањето на енергентите, ќе се намалат работни места, бидејќи производите потешко ќе се продават заради општата сиромаштија, нас не очекуваат тешки економски моменти. Ќе има помал прилив на средства, помало полнење на буџет, поголемо задолжување, поскапи производи и што може? Народот не може да вложува во енергетска ефикасност. Нема пари. Државата да му помогне, за тоа му треба време. Да направите изолација на домот, ви требаат барем месец дена, ако имате пари. Да смените прозорци, исто така. Можете да купите нов апарат, ако имате пари. Тоа ќе ви смали малку потрошувачка на подолг период. А денеска секој денар го чуваш како малку вода на дланка. Од друга страна, Цицонков појаснува дека националниот плат за енергетска ефикасност на домовите мора да заживее повторно. За европските земји има рок до кога имаше рок за ставање на термичка изолација. За новите објекти тоа веќе важи неколку години. Не може нова зграда да биде пуштена ако нема термичка изолација. Исто така има таму многу услови што треба да бидат исполнети. Даден е рок и за постоечките згради и куќи, даден е рок до кога исто така треба термички да се изолираат. За тоа постојат и субвенции.
Нашата земја исто така дава некои субвенции, не сите, меѓутоа некои општини даваат, не знам сега министерствата исто така од време на време, но тоа треба да се направи некако помасовно и потранспарентно. Професорот по енергетика, професор Димитров, истакнува дека мора да има одговорност за ваквата состојба во електроенергетскиот систем. Да направат напор, одговорно од раководните луѓе во електростопанство на Македонија, што ветија дека ќе произведат доволно количина енергија, дека ќе ја произведат, ако не ја произведат да има одговорност. Експертската јавност советува дека енергетската криза може да се ублажи единствено ако го зголемиме домашното производство. Има многу работи, не знам од кај да почнам, меѓутоа добро е да се чита стратегијата за енергетски развој и таму има краткорочни, долгорочни планови, да се види, не мора се, меѓутоа дел по дел веднаш да се делува. Исто така да се делува во јавноста, кај граѓаните, како помалку да штедат енергија, да трошат енергија. Еве сега наидува летниот период, ќе се активираат клим уредите за ладење, значи и тие трошат електрична енергија. Треба да знаат граѓаните на колку степени, например, треба просторијата да се лади. Не да се лади на 20 или 22 степени, што често пати го гледам тоа, дури и во некои јавни објекти. Туку температурата на просториите во текот на ладење да биде околу 26-27 степени. Во зимата? Во зима температурата треба да биде 20 степени. Субвенционираната струја дебело ќе ја плаќаме во иднина, вели Димитров. Ако се приготвиме, ако електростопанство ископа доволно јаглен, да има 2-3 месечна резерва во рек Битола, можат да транспортираат дел во Осломе. Осломе нема јаглен. Да работат, ако една постројка таму се расипе, Осломе да работи. Да купат дури и мазут, тец неготивно да работи, затоа што само таа електрична енергија е со ниска цена. Се друго е 5 пати поскапо на светската берса. Ете, ова е основните мерки. Одговорност да ги под дневна контрола дека се проведува и да не се трошат непотребно пари за други работи кои што не се битни. Сега ќе се работи за најтешката година во Македонија. Од нејзиното, да кажеме, послеасно постоење. Промените за начинот на пресметка во сметките за електрична енергија за граѓаните од 1 јули повеќе од јасно е дека ќе им ги зголеми давачките. Во услови на истенчен буџет за субвенции на струја за населението, граѓаните во месеците што престојат треба добро да се подготват за зимскиот период. За сега останува најскапо грејењето на нафта, следи гасот, греалките на струја, додека експертите советуваат дека најефтино сепак ќе биде со современите инвертор клима уреди. Колку населението во време на инфлација и голема сиромаштија може да си ги дозволи овие апарати останува нејасно, но со сигурност може да заклучиме дека ни престои тежок период исполнет со нови навики на штедење. Професоре, сите информации се дека ни предстои тешка зима, со оглед на тоа што цените и на струјата, на енергенсите, нафта и така натаму експлодира. Вие сте советник на премиерот Ковачевски. Што го советувавте, како граѓаните да ја преживеат оваа зима? Значи, сите најави, сите предвидувања се дека цената на електрична енергија ќе продолжи со овој тренд или да расте или ќе се задржи на вака високо ниво. Значи, ова што се случи во енергетиката почна септември некаде минатата година, цените отидоа 5-6 пати повисоки, останаа на тоа ниво. Поминавме една зима, каде што можда некои лекции мораме да ги научиме од оваа зима што поминаа. Лекции кои да се научат? Лекции во однос на она што како ја поминавме и што можеме да очекуваме. Значи, нашиот систем го знаеме дека ние сме, еве јас ќе зборам конкретно за електричната енергија, сме 30 до 40% увозно зависна земја.
кај што треба максимално да ги ангажираме нашите капацитети, да бидат спремни. Оно што имаме, не се гради во енергетика проект така едноставно, и финансиски и временски треба одреден период. Значи максимално да ги ангажираме нашите капацитети, значи кондиционно да бидат спремни и да обезбедиме гориво, мазут и јаглен за нашите термоцентрали во Битола и Осломет, како и термоцентралата Неготина, која ја активиравме после 12 години не работа. Се покажа дека на тој капацитет можеме да сметаме во наредниот период, додека е ваква ситуација и при вакви цени на електрична енергија, тој ќе биде, ајде под наводници да кажам, и исплатлив. Значи поевтино е него ли да увеземе електрична енергија. Во таа смисла мислам, што треба да направиме ние, што треба Македонија да направи, да не би рекол да се излечеме од енергетската ситуација, меѓутоа полесно да ја пребродиме. Ај ќе почнам од пролетва и летово, ќе го поминеме овој период, бидејќи топлинска енергија. Не ни треба електричната енергија, потребите од електрична енергија се намалени и некако со собствените капацитети, хидроенергијата ќе ни биде на располагање, фотоволтаиците, она што го имаме, значи не доаѓа до израз во овој период. Цените на електрична енергија во летниот период се очекува да отидат малку надолу, така што нема да биде до толку критичен. Може би за индустријата е подруга приказната, каде што они на пазар ја обезбедуваат својата електричната енергија за своите потреби. Меѓутоа, што треба да направи? Прво, за следната зима треба да обезбеди гориво. Значи, некаде околу 100.000 тони мазут, еве да кажам, критичен период е зимата наша, еве да кажам, од 1 ноември до 1 април. Не календарски гледано, меѓутоа тогаш кога се ладни денови. Грејната сезона која почнува. Грејна сезона, да кажам, ние сме релативно топла земја, повеќе гравитираме кон Медитеранот, немаме така остри зими. Да. Така да можам да кажам дека периодот на зимата е кај нас можда 5 месеци, од 1 ноември, еве да кажам, до 1 април. Значи треба да се обезбеди гориво на време за термоцентралата Неготино, треба да се обезбеди мазут, тоа е. Мазут да се обезбеди за нашите топлани. Не знаеме со гасот каква ќе биде ситуацијата, која цена и ова војна што се случува, кога ќе заврши, како. Значи тоа се нешто ван нашиот домен. Ние можеме само да пратиме и соодветно да реагираме. Значи сепак мазут околу 100.000 тони би требало да се набават, да бидеме спремни и јаглен да се интензивираат домашниот коп, значи домашните резерви и да се набават тендер од увозен јаглен. Тоа требаше до сега да се направи, колку што предпоставувам дека не треба да се направи тоа во септември, ако во ноември почнува грејната сезона. Значи тоа треба да се направи овој период што следи, да кажеме, јуни, јули, август, септември. Ве слушале премиерот Ковачевски за овие ваши совети, што мора да се направи? Па слушам, мое мислам да се советува, нели, премиерот и соодветните нели институции кај нас. Сега соодветните компании ЕСАМА пред се, значи работи, еве Неготина е пуштена во погон, мислам за тие што не знаат, заради ситуација, ради потребите и така натаму. Значи сепак они си планираат свој распоред како ќе работат, начин на снабдување со овакво. Како ќе реагираат, сепак зависи од нив. Зависи, цената на мазутот не е ефтина. Околу, сега негде, не знам, околу 700 евра по тон. И што е најефтино грејење за граѓаните во Македонија? Кога сме на страната на грејењето... Сиромашните секогаш ги одбираат дрвата. Да, значи таа дрвата кај нас е традиционално гориво, поготово за руралните средини, нели? И тоа гориво сепак кај нас се користи, ајде да не кажам 50 до 60% од населението или потребите. Иако не е еколошки, се дозволува заради тоа што станува збор за огромен дел на сиромашна популација. Па и тоа е, значи, едната причина. Друго е, сега традиционално, значи, дрвата се поготово во селата, во руралните средини сега. Тие да се субституираат со струја, со електрична енергија или некој друг начин, значи тешко ќе оди тоа. Проблем ќе биде можда за урбаните средини. Значи
ова централното топлинско грејење, парно така наречено, е најефтина варијанта, каде го има, тоа Скопје го има само градот. Меѓутоа другите, гледате во урбаните средини, интензивно се користат нели овие топлински пумпи или така наречени, како ги викаме, air condition или клима уреди, инвертори, да, значи тие се ефикасни, тие се најеколошки затоа што користат електрична енергија. Без разлика, електричната енергија е најблагороден тип на енергија која може да се користи за секакви наши потреби. Сега како се произведува, тоа е друг начин, мислам, друго прашање. Но новите тарифи на струја ги навистина ги загрижуваат граѓаните со оглед на тоа што практично им преостанува само за време на ефтината струја да трошат. Инаку прилично ќе биде скапа. Видете вака, овие блок тарифи што се воведа од страна на регулаторна комисија, значи тие се, ајде да не кажам заради ситуацијата што во која се наоѓаме со цената на електрична енергија. Да, но не треба да чекаат, заради тоа што можеби... таа разлика, диспаритет помеѓу богати и сиромашни е одамна всушност така, на сила. Значи, тоа можда требаше, ајде да не кажем од септември, од декември минатата година да се воведе, меѓутоа, ајде да кажеме сега, сите околни земји, па и богати земји тоа го имаат воведено. Значи, заради две причини. Од една страна да се заштитат граѓаните, да се заштитат сите категории на граѓани, од друга страна да се заштитат и економски енергетскиве компании. Но оние граѓани сепак ви велам, на граѓаните им преостанува само ефтината струја да ја користат. А и компаниите може да страдаат ако е огромно. Не, зборам за енергетскиве компании, не, само МЕПСО и знам, но обичните компании, обични во смисол не енергетски, да, што стопанисуваат со електричната енергија, правните субјекти, тие ќе имаат најголем проблем. Да. Мислам, тие ќе имаат тие денски работат кога цената на електрична енергија е висока. Зборам за услужните дејности, овие сервиси, не знам, дуќани и така натаму, продавнички. Сега граѓаните ќе си направат сега некаков распоред како ќе трошат електричната енергија, ноќна тарифа ќе трошат електрична. Не можете ноќе да живеете и тоа знаете. Па и тоа знаеме. Тоа. Значи, ако имате акумулациони термопечки, тие и онака така работат. Оние старите печки, ако ги знаете, акумулациони, тие вечер се полнат, навечер никој не ги користи. Тие и веќе се надвор од употреба. Другите уреди ги користиме тогаш кога е ладно, преку ден. Така што од аспект на електрична енергија, сепак инверторите се најеколошки и технолошки, значи како технологија за грејење. Ако немате парно, говорите. Ако немаме парно, зборам сега втори избор. Значи друг избор ако немаме парно. Да носиме дрва или да во урбани средини, тоа е нонсенс, значи малку е илузорно. Останува пелети како опција, меѓутоа гледам и тие цената веќе им отиде 50% нагоре, колку што сум информиран. Значи, кога одат енергенсите нагоре, одат сите заедно, идат паралелно. Не може една нагоре, па друга, па товарот допадне на таа што... Значи, сите одат нагоре. Значи, единствено препорачувате инвертори за оние кои се греат Па во урбани средини инвертори и еколошки е поволно и мислам дека и економски ќе биде поволно, без разлика електричната енергија, затоа што еден инвертор од 3,5 киловати троши електрична енергија 1 киловат. Еве една проста математика, да од денот, од месецот што е 700 часа, да работи 300 часа, тоа е 300 киловат сати електрична енергија. Сепак може да би го пополнил првиот блок или делумно вториот. Значи, зборам за еден инвертор. Да. Сепак нема да биде таков удар во сметката на струјата. Добро, јас благодарам професоре за овој разговор. Да, молам, и мене ми беше задоволство.